Форматот реално произлезе од приказната. Нормално прво ја напишав приказната и бидејќи низ приказната и самиот наслов се проявува џинот, единствена опција, односно најадекватна опција беше оваа сликовница да биде во џиновски формат. Бистра Георгиева, раководител на програмата Креативна Европа Медија и автор на сликовницата Џиновска продавница за фантазии, заедно со илустраторката Моника Каретеро. Моника Каретеро е илустраторка од Шпанија и се обратив бидејќи ми беше нејзините илустрации ми беа исклучително инспиративни и кога ја пишував првата сликовница приказна за ото и ото, таа веднаш прифати, нормално потоа прифати и за втората сликовница бидејќи нејзи се допаѓаат моите текстови, односно ја инспирираат. Не мислам дека во Македонија нема илустратори, напротив, дури мислам дека допрва доаѓаат некои нови генерации кои што илустрираат прекрасно. Мојот порив за пишување дојде од самиот порив за пишување. Тоа е нешто што секој кој што пишува или кој што твори на било каков начин разбира што зборувам. Значи тоа е нешто што не може да го сочувате доколку тлее во вас. Препорачувам секој оној кој што има било каква желба и од внатре му гори нешто за да сподели, без разлика дали е пишување или сликање и така натаму, дека треба тоа да го направи. Без разлика на било каква исплатливост подолгорочно. Да ги препознаваат вредните дела и да се обидуваат да ги поддржуваат и да стимулираат уште повеќе вакви, да речеме, вредни дела. До младите, оние кои што се чувствуваат креативни и кои што имаат и кои што мислат дека немаат можност да споделат својата креативност, дека треба да најдат и дека не треба да се обструираат себе си, да споделат, да ја дадат цела креативна енергија која што имаат, да ја споделат со останатите.